Стадион. Емисија за вашата вистина. Марко Трошановски, Институт за демократија, Societas Civilis. Марко, дали се слушаме? Се слушаме, да. Здраво сите, поздрав до слушателите на програмата. Марко, имаш интересни размислувања, пишувања, изјави во последните месец-два. Последната е неопходно ни е, нужно ни е обединување за да конечно после 30 години некои стратешки работи се решат или се постават на здрава основа. Повели околу тоа. Значи ли тоа широка коалиција, техничка, концентрациона? Затоа што ние досега имаме само едно искуство на широка коалиција, тоа е 2001-та кога беше конфликтот, и имаме технички прженски влади 100 дена пред изборите. И имаме една малцинска влада кога 2006-та, колку што јас се сеќавам, Ѓоргиевски не учествуваше во владата, меѓутоа со своите гласови, своите 7 или 8 пратеници го поддржа во првиот мандат Груевски. Видете, пржинската влада се покажа како фијаско, целосно се разбира, сите тера своја предизборна кампања на сметка на здравието на граѓаните и мислам дека тоа треба да се напушти секако. Она што ние предлагаме како Институт за демократија, очигледно општеството е на рап на катастрофален развој на политичките процеси кои што буткаат кон политичка криза, но и влошување на меѓуетничките односи во контекст на лоша економска ситуација, здравствена криза и така натаму. Значи, многу лошо стоја работите допред неколку дена. Имаме неколку проблесоци на можно решавање со прифаќањето на средба помеѓу Мицковски и Заев за наредната недела, на што искрено се радувам. Меѓутоа, слушајќи ги и представниците од двете опозициони партии во оваа програма од парламентот, повторно ни се потврдува отсуството на свест за критичноста на моментот во кој живееме сега. Се разбира дека ги уважувам забелешките на опозицијата кои се со право фрустрирани кога ниту еден амандман не проаѓа во собраниската дебата. Исто така ги разбирам и нели забелешките на владата, на пратениците во парламентот од страна на кои што формираат владиното мнозинство, дека нема никаква логика онлайн да не функционира парламентот и дека целта на обструкцијата на текните деловнички измени беше само креирање на политичка криза и ништо друго. Нема никаква поента. Многу парламенти функционираат онлайн, уставот тоа го дозволува, сум кажал многу пати, во уставот стои делот на присуство. Значи терминот е присуство на пратениците. Дали во 90-тите требало да стои формулација онлайн или офлайн присуство и така натаму. Целта е да функционира парламентот, не да го блокираме само со цел да создадеме криза. Доаѓаме до концентрацијната влада која што ние ја предлагаме. Таква влада се формира во клучни ситуации, односно кризни ситуации во кои што се наоѓа некоја земја како што сме ние сега. Најмалку ни требаат ние вие вака направивте, ние овака направивме, албанците вака сакаат да прават. Значи, не ни помага никаде, ние сме отруени, токсично ја слушаме емисијата и гостите, луѓето навистина живеат, размислуваат токсично во еден биполарен свет на ВМРО, СДСМ, антиалбанци, проалбанци и толку. Значи, државата е многу повеќе од сето тоа и треба да најдат пратениците јазик. Еве, ја би ги прашал дали може да прифатат една позитивна работа која што политичкиот опонент ја направил. Да тргнеме околу едно заеднички ниво на консензус. Што тоа ние заеднички добро направивме или треба да направиме. И токму тоа и го бараме. Стојаме пред предизвик на попис, стоиме пред предизвик на здравствена криза, пред предизвик на изборен модел, пред предизвик на преговори со Бугарија, започнуваме преговори со ЕУ. Значи тоа се неколку клучни работи. Дајте зашто да немаме државна позиција, зашто да нема декларација за собранието за црвените линии, еве условно кажано, во околу преговорите со Бугарија. Зошто да немаме дополнет закон за попис или евентуално одложен за некој месец поради адресирање на забелешките или резервите кои што ги има опозицијата, кои што секако во дел имаат смисла, нели? Бојкот е надвор од цела логика
на пописот. Апсолутно, меѓутоа, ете за сите овие работи една концентрациона влада поддржана од сите партии, која што ни со одреден транзиционен период ќе ги реализира и ќе ги изгради овие позиции за кои ќе застанат сите партии. Единствен начин да излеземе, односно да создадеме, многу е важно создадеме едно тло на минимална согласност од сите актери, чинители во општеството, дека нешто вреди, дека нешто добро сме го направили, дека сите стоиме зад него. Ние таква позиција до сега немаме за ништо. ЕУ беше на некој начин и НАТО, интеграцијата, национален консензус и ништо друго. Тука НАТО е се Тушановски, а Пасиев после договорот ВМРО СДСМ за економските мерки за пакетот во собранието напиша еден пасус: ете, гледате дека не мора странците секогаш да ни помагаат, можеме сами да се договориме. Меѓутоа, оваа средба, ја го коментирав тој на почетокот, Заев, Мицкоски, некако се случува во исто време кога Палмер, висок американски функционер, испрати писмо до Мицкоски за да биде по-конструктивен како опозиција. Значи, можна ли е оваква влада без тие странци? Дали тука нешто се тркала? Тоа ми е прашањето. Тоа се задкулисни високополитички игри за кои што не можам да тврдам дали се случили или не. Очигледна е коинциденцијата во најмала рака кажано помеѓу таа средба и оваа лидерска средба, меѓутоа не сакам да мислам дека странците интервенирале. Иако со оглед на нивото на политичка свест, апсолутно сите кризи до сега ке нас ги разрешувале странци, зашто тоа не би се случило и во оваа ситуација. Но не би сакал сервилноста кон странскиот фактор, особено кон Европската Унија, не доведе во ваква ситуација. Би сакал да мислам дека ние ги правиме работите поради свесноста за собствениот државен интерес и собственото добро. Тоа за сега не се случува, меѓутоа ако не оваа генерација, идните генерации на политичари мора да имаат поголем интегритет за собствената земја. Како што еве тоа, иако е лоша референца, но го гледаме што направи Србија, водејќи сметка за собствениот интерес пред се. Само да ме прашам за крај, како би изгледала таа концентрациона, експертска, или тоа се модалитети? Треба консензус и треба цврста платформа. Затоа што може да дојдат некои луѓе кои што пред се ќе работат за своите интереси. Бизнис, лобирање, носење на закони кои што, значи мора таа да биде фокусирана. Мора и да колку биде би трајало? фокусирана, како што рекол, мислам и Павле Трајанов дека рече го кажа тоа во својата изјава. Владата излегува, концентрацијната влада излегува со програма на приоритети. Приоритет е, како што реков, попис, изградување на државна стратегија за преговори со Бугарија, изборен модел промена и така натаму. Тоа ќе го направиме во година дена, после тоа започнуваме ќе спроведеме нови избори. Дали тоа го прави президентска влада која што реков не е функционална или оваа концентрацијоната, не е важно. Важно е дека тоа е програмата на таа концентрациона влада, владина концентрациона програма ако сакат. Кој ќе влезе внатре е најмал и модалитетите каква таа ќе биде. Мислам дека се најмалку важната работа во сето ова, иако би било добро да биде создадена од експерти кои што ќе ги поддржат политичките партии. Ако тоа е неможно, тогаш од партиски представници, функционери, кои што повторно ќе бидат поддржани од сите партии. Тоа е единствениот начин ако парламентот се блокира преку вакво политичко насилство кое што албанската опозиција го прави, буквално е насилство, злоупотреба на сите институции, преседан во нашата историја до сега. Ако парламентот нема сила да излезе и да се издигне над ситуацијата и да ги практикува уставно загарантираните надлежности, да биде носител на суверенитетот, тогаш влегуваме секогаш во кризи и лидери на племенски средби ќе ни ги решаваат проблемите, странци ќе прават медијација и ние самите нема да се заслужуваме и ќе се почитуваме само помалку како нација. Тушановски, генерално во доста изјави до сега не сте баш оптимистички расположени. Поготово е, например, за епилогот скорешен, брз, на линија Бугарија-Македонија,
нели на патот кон Брисел. Дали сега за оваа тема за која што зборуваме, Тршановски е малку пооптимистичен? Визави или апропо средбата Заев-Мицкоски? Значи тоа, како што реков, е светло, некаков зрак на надеж искрено. Ние сме исклучително загрижени и не само ние за насоката во која што може да отиде државата, може да се случи неповратна катастрофа. Меѓутоа, оваа средба ми дава малку надеж да почекаме да видиме како ќе се разрешат нештата во понеделник, иако би преферирал тоа да го направеше парламентот низ дебата. Така и треба да биде. Меѓутоа, тоа ќе во некоја поубава и далечна, може би иднина и за некои други генерации. Сега барем партиските лидери нека се обидат да се издигнат над суетите, фрустрациите и кризноста на моментот и да направат нешто конечно во заеднички државен интерес. Уште една забелешка. Тука нема да долие масло на огнот на меѓуетничка линија, затоа што само Заев и Мицкоски ги нема албанските партии. Или намерно вака сега ова се случува за да се пушти порака до Дој? И повторно се задкулисни игри. Очигледно Дуи целосно не го разбира концептот на едно општество за сите и не верувам дека ќе го разбере некојаш, бидејќи малкумина функционери таму работат во таа насока. Се разбира дека треба да е порака до Дуи, меѓутоа опцијата гледаме која е другата алтернатива, а секако влада ке нас мнозинство без представник на албанска популација, која што се уште за жал се е само концентрирана преку етнички партии, не е можна таква влада ќе направи криза. Меѓутоа мнозинството во парламентот го чинат македонски овие две партии, не македонски, ВМРО и СДСМ, нели, овие две партии и тие треба да ја повлечат ногата секако. И натаму треба да се бутка целиот процес, не може државата да биде заложник на 20 на партии што представуваат 20% популација. Треба да имаме граѓански партии без македонци и албанци кои што ги водат сметка за граѓаните. Нивото на интеграција кој што го достигна заедниците кај нас е исклучително високо. Ние сме парадигма во целиот регион за интегрираност на малцинствата, еве условно кажано, или заедниците. Треба конечно се свртиме кон цивилни граѓански теми. Да. Стадион. Емисија за вашата вистина.